Управата за јавни приходи ќе имплементира систем на е-фактура, која освен комерцијален ќе биде и даночен документ. Документ преку кој што во реално време до УЈП ќе пристигнуваат податоците за сите трговски трансакции, значи наместо да ги добиваме по истекот на одредено време, по истекот на даночниот период како сумарни податоци, во реално време ќе ги имаме податоци и расходи на компаниите. Што е-фактурата ќе промени во однос на дисциплината на ДДВ обврската? Е-фактурата не очекувам дека нешто во тој дел ќе смени многу, затоа што оние компании кои што се регуларни, кои што се редовни во сервисирање и на обврските и пријавување на обврските во управата за јавни приходи, апсолутно немаат никаков проблем. Министерката Димитриевска Кочовска смета дека со тек на време износот на ДДВ што државата го враќа ќе се намалува. Очекувам дека во периодот кој што следи износот на поврат на ДДВ ќе се намалува, затоа што сметам дека во моментот како изгледа, ако државата ја гледаме како една даночна пријава, не можам да го прифатам фактот кој што се уште стои, а тоа е дека приватниот сектор е во поврат, односно државата му должи. Вие не можете да должите кога сте увозно зависна земја и кога увезувате за да продадете на граѓаните. Воведувањето на е-фактурата се очекува почетно од 1 јануари 2026, но целосната имплементација би била во третиот квартал од идната година, бидејќи претходно треба да се воведат законски измени на кои голем дел од компаниите ќе треба да се прилагодат.